Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме глава 9 од Евангелието според Лука. Во претходната епизода, покрај другото, размислувавме за демонската обседнатост, за која често читаме во Евангелијата. Иако на таа тема денес ретко се пишува, сепак јас сум убеден дека црквата и тоа како треба да зборува за реалноста на демонското присуство во многу сфери од општеството, како и во животите на многу луѓе. Но, сега е време да почнеме со обработка на глава 9. Уште на почетокот сакам да напоменам дека нема детално да ги обработиме сите настани запишани во оваа глава, бидејќи истите се запишани и во Евангелијата на Матеј и Марко, а тие две Евангелија веќе ги проучивме. Ке почнеме со читање на првиот стих. Откако ги повика 12-мината, им даде сила и власт над сите нечисти духови и да лекуваат болести. Кога Господ Исус беше на оваа земја, тој на апостолите им даде дар и способност да исцелуваат. Тоа беше дар поврзан со знаци и чудеса, а целта зад тој дар беше да биде еден вид на потврда на пораката која ја проповедаат. Во книгата Дела се вели дека апостолите дури и воскреснуваа мртви. Јас лично верувам дека Бог се уште исцелува, но не сум убеден дека на христијаните им дава дар на исцеление. Сметам дека тој дар бил даден само во таа доба и со конкретни цели. А денес секој од нас може да се моли за исцеление, а Бог ќе го даде таму каде што му е по волја. Стих 2. И потоа ги прати да го проповедаат Царството Божјо и да лекуваат болни. Целта на мисијата на која апостолите беа пратени не беа знаците и исцеленијата, туку проповедањето на Божјото царство. Каква е ползата ако тие само ги исцелуваат телата на луѓето, а не им зборуваат за духовното и душевното исцеление кое Бог им го нуди? Исцеленијата, знаците и чудесата никогаш не треба да бидат цел сами по себе. Тие се само еден вид на средство кое требаше на апостолите да им помогне да ја постигнат целта, а тоа е спасение на душите на луѓето. Во следните стихови Господ Исус им дава упатства на апостолите. Стих 3. И им рече: не земајте ништо за попат, ни стап, ни торба, ни леп, ни сребро, ниту по 2 облеки да имате. Интересно е тоа што оние кои најмногу аргументираат дека денес треба да се молиме за исцеление на болните, речиси никогаш не го спомнуваат овој стих, каде се вели дека оние кои исцелуваат и проповедаат со себе не треба да имаат какво било материјално богатство, ниту пак 2 облеки. Чудно, зарем не? Зошто се повикуваат на едниот стих, а другиот сосема го игнорираат? Стих 4. Но, во која куќа ќе влезете, тука останувајте и оттаму тргнувајте на пат. Јас верувам во библискиот принцип кој вели дека работникот си ја заслужува платата. Оние кои се трудат во проповедање на Евангелието треба да бидат и материјално поддржани од оние кои ги слушаат нивните проповеди. Господ Исус им вели на апостолите да останат во куќите во кои ќе им биде отворена вратата. Односно, тоа се однесува на оние луѓе кои ќе ги примат во своите домови како гости. Стихови 7 до 11. Кога слушна Ирод, четворовласникот, што тој прави, беше збунет, зашто некои велеа дека Јован воскреснал од мртвите, други пак дека се јавил Илија, а некој дека се дигнал еден од старите пророци. И рече Ирод: на Јован јас му ја отсеков главата, но кој ќе е овој за кого што слушам толку? И сакаше да го види, а апостолите, кога се вратија, му раскажаа што направиле. Тогаш ги зеде, отиде насамо во пусто место до градот, што се викаше Вицаида,
Но народот, штом разбра, тргна по него и кога ги прими, им зборуваше за Царството Божјо и ги лекуваше оние што имаа потреба од лекување. Потоа е запишано и чудото кога Господ Исус нахрани над 5000 луѓе, но за тоа веќе размислувавме при обработката на Евангелијата на Матеј и Марко. Ќе го прочитам стих 22, каде Исус ги најавува смртта и воскресението. Велејќи дека Синот човечки треба да пострада многу, за да биде отфрлен од старешините, првосвештениците и книжниците, и дека ќе биде убиен и дека на третиот ден ќе воскресне. Доаѓаме до еден особено важен дел од Евангелието. Станува збор за Исусовото преображение, кое исто така е запишано и во другите Евангелија, но сакам да го погледнеме од перспектива на доктор Лука, бидејќи тој спомнува детали кои другите ги изоставуваат. Во стих 27 Господ Исус вели: "Вистина ви велам, овде стојат некои што не ќе вкусат смрт, се додека не го видат Царството Божјо." Во контекст на овој стих, апостолот Петар вели дека го видел Божјото царство. Зашто станува збор? Во второ послание Петрово, глава 1, стихови 16 и 17, тој вели: "Зашто ние ви ја покажавме силата и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, не преку измислени приказни, туку самите бевме очевидци на Неговото величие. Зашто тој прими чест и слава од Бог Отецот, кога од велелепната слава му дојде ваков глас: Овој е мојот возљубен син, со кого се исполнува мојата добра волја." Тоа што апостолот сака да го каже е дека кога беше сведок на Исусовото преображение, тој всушност беше сведок на Божјото царство, кое барем делумно беше откриено при тој настан. Но да почнеме со читање на извештајот на Лука за преображението, стихови 28 и 29. На 8 дена по овие зборови ги зеде со себе Петар, Јован и Јаков и се искачи на гората да се помоли. И додека се молеше, изгледот на лицето негово се промени, а облеката му стана бела и светла. Овој настан е добра слика на тоа што ќе се случи со сите луѓе кои веруваат и го следат Господ Исус. Во писмото се вели дека сите негови следбеници еден ден ќе добијат нови тела, кои ќе бидат славни и нема да искусуваат болка, страдање и смрт. Мртвите ќе бидат воскреснати, а оние кои се Христови ќе бидат променети, односно преобразени. Лука вели дека облеката на Господ Исус стана бела и светла. Тоа не значи дека некој извор на светлина беше насочен директно кон него, туку од самиот него произлегуваше светлина. Јас лично верувам дека кога беа создадени, Адам и Ева имаат токму вакви тела, но кога паднаа во грев, тие го изгубија сјајот и славата кои им беа дадени при создавањето. Стих 30. И ете, двајца луѓе разговараа со него, а тие беа Мојсей и Илија. При оваа средба, Мојсей е представник на законот, а Илија на пророците. Но, зашто зборуваа Господ Исус, Мојсей и Илија? Стих 31. Па кога се појавија во слава, тие зборуваа за неговото заминување, кое требаше да заврши во Ерусалим. Мојсей и Илија разговараа за Исусовата смрт, која требаше да се случи. Апостолот Павле вели дека Евангелието е всушност радосна вест, која и законот и пророците ја предскажаа дека ќе се случи. Евангелието е во согласност со пораката на Стариот Завет. За жал, некои луѓе мислат дека Бог покажува едно лице во Стариот, а друго лице во Новиот Завет, или уште полошо, велат дека Бог Таткото во Стариот Завет е строг, а Бог Синот во Новиот Завет е добар, љубезен и полн со толеранција. Тоа не е вистина. Стариот и Новиот Завет се една целина,
која не смееме да ја двоиме и распарчуваме. Наше е да ги читаме двата дела од писмото и да сватиме како се надополнуваат еден со друг. Например, кога Адам и Ева сгрешија, Бог најави дека еден ден ќе дојде еден кој ќе го порази сатаната. Тоа се однесува на Господ Исус. Жртвопринесувањето во Стариот Завет исто така е предслика на Исусовата жртва на крстот на Голгота. Има и многу други примери за тоа како Стариот и Новиот Завет се всушност една целина. Стихови 32 до 34. А Петар и неговите другари ги беше совладал сон, но штом се разбудија, ја видоа славата негова и двајцата што стоеја со него. И кога се разделуваа од него, Петар, без да знае што зборува, му рече на Исус: Учителе, добро е да останеме овде, да направиме 3 колиби, за тебе една, за Мојсей една и за Илија една. Додека го велеше тоа, се појави облак и фрли сенка врз нив, и се уплашија штом влегоа во облакот. Интересно е тоа што Лука вели дека Петар прозборе без да знае што зборува. Со други зборови, тоа значи дека кажа нешто непромислено. Денес има многу такви луѓе по црквите, кои кажуваат побожни зборови и фрази, но во суштина не знаат што зборуваат. Петар предложи да направат 3 колиби, по една за Исус, Мојсей и Илија. Дали со тоа сакаше да каже дека Исус е на исто рамниште со Мојсей или Илија? Не знам, но во секој случај, кога се случи овој настан, Петар не разбра што е поентата на истиот, но зарем не сме сите ние такви понекогаш? Кога Бог сака да не научи нешто, на почетокот не знаеме што се случува околу нас и не ги толкуваме околностите како што треба, но по некое време Бог по неговата милост ни дава разбирање доколку сме отворени тој да не учи. По преображението Исус и учениците се вратија од планината и наидоа на ситуација во која останатите ученици не можеа да изгонат демон од едно момче. Тој настан го обработувавме при проучувањето на Евангелието според Марко. По тие настани Господ Исус почна да се движи кон градот Ерусалим и повторно ја најави својата смрт. Стихови 43 и 44. И сите беа вчудовидени од Божјото величие, и додека сите се восхитуваа на се што правеше Исус, тој им рече на учениците своји: Запамтете ги во ушите своји овие зборови. Синот човечки ќе биде предаден во рацете на луѓето. Ќе продолжам со читање на стих 51. А кога се навршуваа деновите на неговото воздигнување, тој одлучи да тргне на пат за Ерусалим. Господ Исус многу добро знаеше што го чека во Ерусалим, дека ќе биде предаден во рацете на луѓето, дека ќе го измачуваат и ќе го осудат на смрт. Но, покрај се, тој одлучно тргна кон Ерусалим, бидејќи тоа беше и целта на неговото доаѓање, преку својот живот да плати за нашите гревови. Сега доаѓаме до глава 10, во која Исус праќа 70 од неговите ученици во мисија. Ке почнеме со читање на првите 2 стихови. Потоа Господ назначи и други 72 и ги испрати пред себе по 2 во секој град и место, каде што и сам сакаше да оди, и им рече: жетвата е голема, а работници има малку. Затоа, молете го Господарот на жетвата да испрати работници за жетвата своја. Ке кажам нешто што може на некој од вас да им звучи чудно, но сепак, сметам дека има потреба да го споделам. Денес во христијанските кругови често се зборува за тоа дека треба да му се молиме на Господарот на жетвата за да испрати работници за својата жетва. Верувам дека тоа е така и дека треба да го бараме ова кое Господ Исус го зборува. Но, исто така сум убеден дека не треба од Господ да бараме да даде само работници кои ќе жнеат,
туку првично и да праќа работници кои ќе сеат. Но, ќе кажам уште нешто што е исклучително важно кога станува збор за Господовото дело. Ние треба да се молиме за што повеќе служители, кои ќе го проповедаат Божјиот збор, кои ќе сеат и ќе жнеат. Но, многу е важно и самите ние да бидеме свесни дека Бог може и сака да не ползува нас. Не треба да си дозволиме да се најдеме во ситуација во која ќе бараме некој друг да му служи на Бог, а ние само ќе седиме со скрстени раце. Јас лично се молам за што повеќе луѓе кои ќе го сеат Божјиот збор и за оние кои ќе ги жнеат плодовите од тоа сеење. Но, истовремено, се обидувам да го правам тоа за кое Бог ме повикал, да му служам со даровите кои ми ги дал. Затоа, сакам да ве охрабрам да се молите за Божјото дело, за повеќе луѓе кои верно и посветено ќе му служат. Но, не заборавајте и вие да го направите тоа за кое се молите другите да го сторат. Кога Бог праша, кој ќе ја пренесе нашата порака? Пророкот Исаија рече: Еве ме Господи, прати ме мене. Има ли такви храбри луѓе денес кои потикнати од Божиот свет дух ќе му речат на Бог: Еве ме Господи, прати ме мене, јас сакам да ти служам. Ќе продолжиме со читање стихови 13 и 14. Тешко тебе, Хоразине, тешко тебе, Вицаидо, зашто ако во Тир и Сидон се случаја чудата што се случија кај вас, тие одамна, седејќи во вреки и пепел, ќе се беа покајале. Но на Тир и Сидон ќе им биде полесно на судот, отколку вам. Во овие стихови Господ Исус зборува за еврејските градови и области во кои се проповедаше Божјото Слово. И Бог се откри преку чуда и знаци, а сепак, на крај не одлучија да се покајат. Истовремено ги споредува со нееврејски градови, за кои вели дека сигурно ќе реагирале на поинаков начин, односно ќе поверувале и ќе се покаеле. Овие стихови всушност ја нагласуваат привилегијата, но и одговорноста која ја имаме сите ние, бидејќи на еден или друг начин ги имаме доживеано и искусено Божјите чуда и дела во нашите животи. Колку повеќе Бог ни се дава и открива себе си во секојдневието, толку е поголема нашата привилегија и можност да го спознаеме. Но е поголема и нашата одговорност да живееме согласно тоа што Бог не учи. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.